вечерова, меѓутоа сакам од срце да ви кажам дека движењето Знам за наша Македонија во оваа година и пол континуирано расте. Минатата година на парламентарните избори и на председателските избори имавме исклучително добар резултат. Оваа година очекуваме на локалните избори тој резултат да го повториме, тој резултат да ни биде стабилизиран како сигурно гласачко тело во Македонија. Во Тетово и во Македонија предложивме на листите за советници исклучително квалитетни луѓе. Тоа се луѓе домакини, одговорни луѓе кои се етаблирани во своите средини. Еден таков домакин е и носителот на листата во Тетово, господинот Миле. Почитуван во средината, почитуван во градот, човек кој што ние знаеме во централата и вие тетовчани знаете дека ќе се бори достоинствено за интересите на тетовчани на градот Тетово. Не е само Миме делот од оваа листа. Тука се и Раде, и Маја, и Денис, и Мелга, и Бобан, и Владимир и така натаму, се до Славчо Сератински 29 место, Душко Коцевски на 30 место, Милка Милошевска, сите 31 кандидати. Се луѓе кои што достоинствено ќе го представуваат гласот на тетовчани во Советот на општина Тетово. Без разлика на тоа колку од нив ќе бидат избрани за членови на Советот. На презентацијата на почетокот на овој настан беа промовирани 10 клучни проекти. Точно е дека движењето Знам за наша Македонија нема да има кандидат за градоначалник или нема да биде градоначалникот од нашите редови. Меѓутоа, нашите советници во Советот, овие проекти ќе имаат можност да ги предложат во Советот. Ќе се борат за овие проекти. И не само за овие. Затоа што јас знам средината во Тетово каква е, нашите советници ќе се борат и за чиста вода за пиење, ќе се борат за чистиот воздух во Тетово, затоа што Тетово е еден од најзагадените градови во Европа и во светот. Жално е градот под Шар планина да нема вода за пиење, да има депонии во сред град и да има најзагаден воздух во градот. Ние за тоа ќе се бориме. Движењето Знам за наша Македонија, почитувани тетовчани, интегрира, привлекува реализирани луѓе. Значи, доказ за тоа во последните 15 месеци е присуството на еминентни реализирани луѓе од општествениот живот во Македонија. Такви се и нашите носители, на другите носители на листи низ другите општини. Од бизнисмени, од професори, носител на листата спортисти истакнати, носител на листата на советничката листа за град Скопје, поранешниот началник на генералштабот на армијата на Република Македонија. Највисокиот генерал кој што предводеше армијата на Македонија. Со нашите политики, со нашите конзистентни политики пред се, со нашата визија за Македонија, ги привлекуваме овие луѓе. Вашето просто сум наистина изненаден од огромното присуство вечерва и тоа е доказ дека и во Тетово привлекуваме со нашите политики, ги привлекуваме граѓаните на Тетово. Очекувам дека движењето Знам и во Тетово ќе се развива со такво темпо и со таква динамика, каде што ние ќе бидеме гарантот на остварување и на гарантирање на правата на македонскиот народ во овој регион, во Полошкиот регион. И знам од тоа нема да остане. Нема да ширам за националните политики, бидејќи локални избори се во прашање. На крајот, би сакал да завршам, да се шири семејството на Знам. Ви пожелувам на следните избори во недела на 19 октомври да добиеме што е можно поголем број гласови, да го заокружиме бројот 2, да добиеме што е можен број на советници во Советот и нашите советници, нашите политики да бидат имплементирани во градот Тетово. Затоа што Знам знае и Тетово знае.